Кандидатите за градоначалници во Источниот регион Павел Ливанов за Штип од СДСМ и коалицијата, Тони Тоневски за Пробиштип од ВМРО ДПМН и коалицијата за Твоја Македонија и независниот кандидат Зоран Тодоров за општина Кочани презентираа клучни приоритети од своите изборни програми за наредните 4 години. Изградба на интегриран центар за пензионери и лица со посебности во Штип, серија инфраструктурни проекти со фокус на обнова и изградба на локални патишта во Пробиштип и заштита од пожари со набавка на дронови за рана детекција на пожари, формирање регионален центар за обука на пожарникари, како и проширување на водоводната мрежа во критичните подрачја за побрза интервенција при евентуални пожари во Кочани. Водени од потребата на граѓаните, еден од столбовите на нашата програма е токму изградбата на домот за стари лица и лица со посебности Златна есен. Овде на оваа локација позади нас е планирана изградбата на овој капитален и општествено значаен проект кој покрај згрижување и нега на повозрасни лица ќе обезбеди и грижа за лица со попреченост над 18 години. Но Пробиштип не е само градот. Во наредниве 4 години ќе инвестираме во секое населено место. Асфалтерките ќе стигнат до секоја населба и секое село. Ќе го изградиме патот до Јамиште, Шталковица, Пестришино, Близанци, Кундино, Костомар, Горни Стубол. Ќе го прошириме и реконструираме патот до Свети Николе, преку Неокази и Мечкуевци, за да добиеме вистински регионален пат каков што доликува на нашата општина. На сите жители ќе им овозможиме нормален и безбеден пристап до нивните домови и села. Заборавени места повеќе нема да има. Треба сите школи да ги обезбедиме со адекватни услови за заштита од пожар. Од сензори до хидранти и се друго што е потребно за децата наши да бидат безбедни во училиштата и не само да им обезбедиме технички можности, туку е битно да направиме и еден да се вратиме малку назад предмет во кој ќе го изучуваат начинот на справување со пожар, бидејќи мислам дека тоа е неопходно, биде и сите земји, не само во развиениот и во другите земји го имаат како предмет, ние го немаме и ќе бараме како општина тоа да се воведе во Кочани заради искуствата кои ги имавме.